Лажни имиња, сгрешени презимиња, фалсификувани потписи, измислени седници. Владеачката СДСМ ја започна својата црна кампања со објавување на документи, кои очигледно се фалсификувани, со цел да ја обвини опозицијата за слабиот рейтинг на власта во последните анкети. ВМРО-ДПМН остро ги демантира обвинувањата со најава дека правдата ќе ја бара и преку суд, со тужба за клевета. Според нив, лицето Ивица Аграмбозов, кој стои во еден од документите, воопшто не постои. Презимето на директорот на Центарот за комуникации Луке Галевски, кој е исто во документите, е погрешно. Фалсификуван е и потписот на Зоран Ставревски. А и на документите кои се пласирани во јавноста има погрешен датум за одржана седница. Од ВМРО-ДПМН велат дека овој потек на власта на ден пред стартот на изборната кампања е очајнички и докажува дека паниката кај СДСМ е се поголема. СДС се служи со груби лаги, со фалсификувани документи, со кои што, освен што врши недостоинствен напад врз опозицијата, туку во стилот на тоталитарните режими го нападна јавниот сервис, ги нападна агенциите за мерење на јавното мислење, го спори расположението на граѓаните. Во истата насока, ова доаѓа по низа напади врз медиумите, затоа што објавувале за криминални и недозволени скандали за владеачки функционери и институции. Се огласи и од јавниот сервис поради обвинувањата од СДСМ во кои се наведува дека се објавувале лажни анкети во врска со престојните избори на МРТВ. Во писмото на јавниот сервис се отфрлаат овие обвинувања како неосновани. За сите овие партиски и политички притисоци и обиди за подривање на кредибилитетот на јавниот сервис ќе бидат известени сите домашни и меѓународни медиумски организации, како и амбасадите и мисијата на ОПСЕ. Покрај ВМРО-ДПМН и од Институтот за политички истражувања од Скопје најавија тужби за, како што велат, лажните обвинувања на СДСМ. За изнесените невистини поврзани со ИПИС ќе се преземат сите правни средства кои ни стојат на располагање, вклучително и тужби пред надлежните судови. Инаку, Ковачевски неодамна ја нападна македонската радиотелевизија затоа што објави анкета од која се гледа двојна предност на ВМРО-ДПМН пред СДСМ и дека неговата партија ја очекува катастрофален пораз на изборите.